Можу да ви кажам, Преспанското езеро, каде се наоѓаме денес, на 22.2019 година. Езерото во мај месец 2018 година се наоѓало и беше, мислам, до ивицата на брегот, каде јас се наоѓам сега моментално. И од тој период, како настанаа сушите, мислам, со слабите врнежи, почна испарувањето, наводнувањето од езерото и нивото на езерото падна прилично доста. Мислам, од мај месец, ако земеме 2018 до денес 22 ноември 2019, паднато е 1,26 сантими во висинска разлика. И затоа тоа паѓање се должи и повлекување на езерото, каде можеме сега да видиме дека од 2018 па до денес најмалку е повлечено со падот на таа висинска разлика за 35 метра до 40 од првото ниво каде се беше езерото. Или каде сега се наоѓаме, па сега повлекувањето си го направи паѓањето на нивото да се повлечи некаде околу 40 метра од брегот на езерото. Преспанското езеро во минатото постојано било изложено на како поволни, така и неповолни природни влијанија и осцилациите на неговото ниво се доста големи. Така што во влажни периоди тоа знаело да биде доста големо, доде пак во сушно, значително да се намали неговиот водостој и водата осетно да се повлече од самото езеро. Амплитудата на осцилациите на водостојот е доста голема и за истражуваниот период, за кај што имаме мерени податоци, тоа е од 1951 година па наваму, изнесува нешто повеќе од 9 метри. Најголемиот водостој е забележан во 1963 година со 423 сантиметри, додека најнискиот во 2008 година од минус 493 сантиметри. Осетен тренд на намалување на езерото посебно има нагласено во периодот од 1986 до 2008 година. Според податоците од хидролошките станици кои што ги имаме на Преспанското езеро, тоа се наколец и стење на двете страни од езерото, нивото на езерото во последниот период е доста ниско и тоа особено е нагласено во последниве месец дена. Според најновите мерења из утринава, тоа изнесува минус 453 сантиметра и со таа вредност е трет најнисок воопшто во историјата од кога што постојат мерењата на езерото. После таа најсушна во 2008 и втората поред во 2009 година. Ваквото ниско ниво на Преспанското езеро се должи пред се на природниот фактор, на сушниот период кој што превладуваше во изминатиот период, на отсуството од врнежи и на земјата која што беше доста пресушена. Исто така, последниве неколку години сведоци сме на повисоки температури на воздухот, кои што предизвикуваат испарувањето да биде поголемо како од водена површина, така и од копно, со што се зголемуваат и потребите за наводнување на вода кај местното население. Ние како Сдружение за животна средина, познати како Екогерила Преспа, не можеме стручно да кажеме кои се причините, освен климатските промени и човечкиот фактор игра голема улога во оваа состојба. Меѓутоа можеме да наведиме кои се одговорностите за незаинтересираноста или нерешавањето на овој проблем. Према наши истражувања имаме сознание дека уште од 2011 година имаше показатели дека ќе дојде до ваква
еколошка катастрофа и до повлекување на Преспанското езеро. И сметаме дека уште од тогаш требаше се работи на стратегија за справување со ова, наместо денес да го лечиме, да пробаме да го спречиме. Тука најмногу ќе клам акцент на локалните одговорни лица, исто така и на лицата одговорни на државно ниво, Министерството за животна средина, бидејќи Преспанското езеро се наоѓа помеѓу двата национални паркови. Тие имат посебни стратегии за управување со заштитени подрачја. Преспанското езеро е прогласено и за споменик на природата и како локална единица има тело кое што треба да се справува со тоа. Ние немаме досега никакви сознанија што е планирано во нивната стратегија за спречување на вакви катастрофи и што е планирано во иднина да се превземи. Сметам дека ова е проблем на целата држава и дека е пограничен проблем на сите три региони. Треба заедно да се работи, меѓутоа да не се застанува само на состаночење и правење на некои планови за активности, превземање на меки мерки, туку да се премине веднаш во решавање на ситуацијата, затоа што е повеќе од алармантно.